почитувани, добро вечер. Во вечерашнава емисија Став, гостин е директорката на Општинското основно училиште Браќа Миладиновци, Марина Манойловска. Господја Манойловска, добро вечер. Добро вечер на вас и вашите гледачи. Сојузот на просветни работници по повод Меѓународниот ден на учителите ве прогласи за една од најдобрите просветни работници на Македонија во 2018-2019 година. Честитки како прво. Според вас, дали ова признание сепак значи дека квалитетот има кој да го препознае и да го награди? Ви благодарам за честитките. Предпоставувам дека секоја награда доделена од фелата значи многу за оној кој ја добива. Се надевам дека она што беше моје CV и предпоставувам дека предизвикало некои одредени реакции кај комисијата која одлучила да Марина Манойловска биде еден од најдобрите просветни работници во Република Северна Македонија. И предпоставувам дека тоа е посебна чест и задоволство лично за мене, која предпочитам дека наградите треба да бидат секогаш во вистински раце, од проста причина затоа што тоа мотивира и дава насоки и желби за подобро и за поуспешно воспитно-образовен процес во нашата Република Северна Македонија. Оно што деновиве се работи во рамките на основното училиште Браќа Миладиновци, односно во објектот попознат како Карпош, е изградба на игралиште наменето за децата, учениците со посебни потреби. Кажете ни, директорке, до каде е изградбата на ова игралиште и како го градите игралиштето? Дали имате подршка од општината, невладен сектор, бизнис заедница? Не, тоа е проект на ниво на локална самоуправа општина Команово, инклузива и порака наша, кои проектот го насочуваат во делот на Браќа Миладиновци како можност да сите деца учествуваат и играат на тоа игралиште. Во моментот се работи на терен. Предпоставувам дека и утре ќе има исто така потреба од работа, ќе има засадување на садници и на уредување на дворното место и поставување на самите играчки, затоа што тоа некаде бројка од 7 играчки кои се така малку поголеми и подсврсти во однос на оние обични, затоа што има потреба за одредени елементи на тие играчки кои ќе бидат употребени за децата со посебни потреби. И се надевам дека во најбрз можен рок тоа ќе биде направено и средено. Останува ние како училиште некои делови да ги доправиме и доградиме во пролет, затоа што сакаме да насадиме трава и се надевам дека временските услови сега ќе не послужат во делот на ова да го направиме, а подоцна во пролет и оној другиот зеленет дел да биде готов и спремен за нашите малечки деца. Браќа Миладиновци е единственото чинам училиште во североисточниот регион кое што има посебни паралелки, односно паралелки за лица со посебни потреби. Во воспитно-образовниот процес од 1 до 9 оделение се вклучени 50 на ученици со посебни потреби. Има ли училиштето капацитет и доволно стручен кадар за зголемување на бројот на учениците? И која би била вашата порака до родителите кои што се уште своите деца не ги вклучиле во образовниот процес? Па видите, ние имаме 55 деца кои учат од 1 до 9 оделение и навистина сме единствено училиште во североисточен регион кој го покрива овој вид на образование. Капацитетот е толку, би сакала да располагаме со поголем капацитет и предпоставувам дека тогаш ќе имаме и можност за запишување на повеќе деца, иако искрено јас се придружувам на вашиот апел да сите оние родители кои имаат деца со посебни потреби да ги вклучат во образовниот систем, затоа што многу полесно и се социјализираат и многу полесно ќе комуницираат понатаму во понатамошниот живот. Реално дека со новиот закон за основно образование е офатена и ова инклузација во
редовните паралелки, така да и сега и тука имаме мала бројка, но се надевам дека ќе имаме и поголема бројка, затоа што од 2020 година стапува на сила во овој дел на закон, каде што ќе има и образовни асистенти, па така да таа бројка навистина може да биде и поголема, но ми е жал што во делот на посебни паралелки навистина имаме мал капацитет за многу мала бројка на ученици. Денови во Основното училиште Браќа Миладиновци е домаќин на наставници од повеќе држави во рамки на еден проект од Еразмус плюс програмата. Може ли поконкретно да ни кажете за кој проект станува збор и што е она што ќе се случува деновиве? Па еве тоа беше прв проект на Еразмус кој влезе во Основно училиште Браќа Миладиновци и беше навистина наша радост што еве се вклучиме во тоа големо семејство, начин и можност да видиме како таму учат, се воспитуваат, комуницираат, живеат, едноставно да ги запознаеме нивните традиции, нивните земји, за да сето тоа на некој начин го вклучиме во самиот наш образовен процес, барем оние позитивни воспитни практики. И сега за сега имаме навистина убава соработка. Денеска од вчера па до петок ние сме домаќини на Шпанија, Турција, Грција и Поljска. И претпоставувам дека она што денеска успеав, она накратко да искомуницирам со сите нив, се презадоволни од престојот во нашата земја, се задоволни од приемот, од гостољубивоста на домаќините, па и на сите оние со кои има можност во овие 2 дена да се сретнат. Така да претпоставувам дека на Еразмус проектот кој го прошируваме со 2 нови проекта сега кои ги добивме, но се сосема од друг вид. Овој го завршуваме во мај месец и за нас представува навистина големо искуство со можност овие другите проекти многу полесно и поприемчиво да ги поминеме во наредните циклуси колку ги има. Другите 2 проекти кои ги добивме сега, исто се К2, но во нив се вклучени 2 до 3 наставника и 4 деца, кои таму ќе бидат сместени во семејства, заедно ќе бидеме во текот на денот, но само во текот на спиење ќе бидат сместени по деца, исто така ќе биде и кога тие ќе доаѓаат кај нас, односно кога ние ќе бидеме домаќини. Мене ми е навистина драго што еве и таков вид на проект ќе можеме да работиме и да ги апсолвираме сите тие позитивни практики кои се употребуваат во овие земји, за да можеме она што нам ни одговара според култура, традиција и нашиот воспитно-образовен систем навистина го вклучиме и успееме да го имплементираме во самиот воспитно-образовен процес. Не мора да биде тоа законски, туку како позитивна практика. Господја Мануеловска, може ли да ми кажете од кога прв пат почнувате да работите на проектна активност? Тоа е далечна 2000 година. Работев оделенски наставник во 11 октомври и тоа беше првиот проект кој го направив во соработка со УСАИД. Емисија која ја гледав на тогашно радио телевизија Куманово, се уште функционираше и наш весник. Се запознав со координаторот Небојша Мојсовски, кој ми беше заедно со Наташа Станковиќи, координатор на самиот проект. Денеска истиот Небојша Мојсовски е раководител на УСАИД во Република Македонија. Тоа беше реновирање на забавишна група. Проектот беше имплементиран со сите можни додатоци, придодатоци, активности кои може да се вклучат во самата група, така да бевме во првите 8 на ниво на Балкан, кога ниту Словенија, ниту Хрватска, ниту Романија, ниту Бугарија беа членки на ЕУ. Самиот проект како проект ги даде своите резултати. Јас ја добив наградата Sunshine Award од УСАИД и прва и единствена препорака која УСАИД ја даде тогаш, ми беше дадена на мене за граѓански активизам. Во посета на самата забавишна група дојде и тогашниот американски амбасадор Лоренс Батлер. Бев повикана на прогласување најуспешна жена во образование исто во Американската амбасада и беше чест задоволство да бидеш рамо до рамо со Вера Коцо, Теута Рифи, Снежана Лупевска, Есма Реджепова. Тоа беше една плејада во тој период, 2000 година, која исто така беше на таа церемонија. Тоа беше еден потик и еден мотив
повеќе дека можеш кога сакаш на оние кои најмногу ги сакаш и на кои професионално им се даваш, да им се дадеш не само професионално, туку еве да кажем и приватно, да им дадеш можност за подобри услови. И таа година забавичната група во 11 октомври за прв пат броеше 26 деца, кои за жал подосна се отпиша, но во тој момент забавичната група беше навистина атракција во Куманово. И за мене беше потик да продолжам натаму. Покрај добивањето на Sunshine Award и се она што се случуваше во Американската амбасада, имав и препорака да продолжам натаму, па преку Јапонската амбасада успеав да го реновирам и целиот прв кат на училиштето, комплетно. Поради добро изведен проект, UNDP тогаш ни подари и комплет училишен мебел за сите училници, така да тоа беше некој моја прва средба со проектна активност. Ми се допадна, ми влезе под кожа, ми даде потик, мотивација дека секој од нас може да даде се од себе кога се во прашање децата. А сето тоа беше и е единствено со цел за децата, она што ние најмногу го сакаме. А реално, јас својата професионална обврска како оделенски наставник, мислам дека и во тој дел ја насочив. Сега беше изголемена во тој обем во Браќа Миладиновци, затоа што имав повеќе можности да комуницирам со фирми, донатори, луѓе кои се влезени и во политиката и надвор излезени од политиката, така да тој круг ми даде можност овде да направим и многу повеќе од оние први чекори во 2000-та година. Но мотивацијата останува се додека работам во образование. Предпоставувам дека и проектната активност ќе биде дел од мојот работен век. Основното училиште Браќа Миладиновци е едно од најдобрите училишта во државата. Дали тоа значи дека континуирано се работи на осовременување и модернизација на воспитно-образовниот процес во училиштето, но и надградба и доусовршување на наставниот кадар во училиштето? Пред некој ден имавме еден семинар и обука за ран развој на мајчиниот јазик. Тоа беше така еден наш интерен семинар кој го организиравме. За жал сега многу малку има организирани семинари и обуки од Биро за развој. Некогаш тоа беше во месец 2-3 пати, така да имавме многу повеќе и можности за тие воспитни практики и променување на самите практики во воспитно-образовниот процес. Сега тоа останува малку надвор од системот, што ми е жал. Се надевам дека со преструктурирање и со новиот закон за основно образование ќе имаме можност за повеќе обуки, повеќе семинари, не само да вршиме дисеминација на она што некогаш сме го учеле, за да го преповториме со цел воспитно-образовниот процес да остане на тоа ниво на кое ние сакаме да биде. И се надевам дека во блиска иднина ќе има многу повеќе семинари и обуки само со една единствена цел, да ја унапредиме воспитно-образовната политика. Она што може да се забележи е дека Централното училиште Браќа Миладиновци е во солидна состојба, но што е со останатите објекти и подрачни училишта? Има ли потреба за санација, реконструкција на дел од нив? Какви се плановите? Вете вака, Централното училиште го реновиравме во 2013-2014 година, а беше нереновирано од 77-ма. Имавме среќа, имаше поголем донаторски прилив од Централна Европска банка, која навистина го искористивме максимално, бидејќи тоа е навистина голема зграда и голем објект, и успеавме да го реновираме во сите сегменти, од тоалетите до надворешна фасада, до подови, надворешна и внатрешна столарија, така да централната зграда сега е баш украсна
централното подрачје. Едниот дел од кај театар, што ние го викаме прво оделение, погрешка, за жал, нивна наша среќа, го реновира и кровот покрај надворешната и внатрешната столарија, додека за жал на крило кој го викаме Сорос остана нечепнато. Тоа е нешто што може би некој кој ќе дојде после мене, ќе реши и ќе може да го санира, односно да го реновира. Во Студена бара со сопствени средства реновиравме и тоа е пристојно место за учење. Тоа се 2 училници, но таму се реновирани и подови, таму има нов училишен мебел, реновирани се и надворешната и внатрешната столарија, така да навистина е убаво за тие малку ученици колку се таму, но во секој случај имаат убави услови. Пчиња е нечепната, тоа е стара зграда и 2004 година кога е пренесена надлежноста на тогашното училиште, мислам дека беше Кирил и Методи, во надлежност на браќа Миладиновци. Тоа е мал период, кус период, затоа што и централните згради не биле реновирани, а не пак она зграда која кој знае од кога постои, но е солидна. Во секој случај тоа е стара градба и е солидна. Имавме некоја мало реновирање во дел на надворешна столарија, другото стои. Соколана е комплетно реновирана и за прв пат од оваа година почнуваме, мислам дека од минатата уствари, грешка моја, да се грееме на парно греење, ги свргливме шпоречињата на дрва. Тука останува само фасадата, која и може и не мора да биде реновирана, но би било пожелно и убаво и за самиот објект, и за самиот град, и за самите ученици да се реновира. Не е некоја голема сума, додека еве во овој момент она што некако година дена ми поминува како дека не сум го чепнала, зградата на Тане Георгиев или така попознато Циганско сокаче, учествуваме преку локалната самоуправа на еден форум преку која мислам дека Советот на општина Куманово има во тоа удел за реновирање на таа зграда на улица Тане Георгиев преку UNDP. Сесијата беше закажана за 15 октомври, па некаде требаше да ги знаеме резултатите, но е одложено за 5 ноември и до 5 ноември ќе бидеме настрпливи да видиме дали нашиот проект е влезен. Тука е малку поголема исто така реконструкција предвидена, затоа што и сумата на пари ни одговара за таква реконструкција, кровна конструкција, надворешна и внатрешна столарија и подови, додека мебелот е целосно реновиран. Од проектот кој го работевме со Централна Европска банка, бидејќи реновирањето беше успешно и извршено на време, ни подарија негде околу 500 столчиња и 250 клупи, што во Куманово такво мебел нема влезено за 20 години. Ние успеавме да Соколана, Карпош и централната зграда ги оправиме со нов мебел, исто така и во Студена бара. За жал за Вопчиња немавме, толку беше, ама ајде да се надеваме дека може би и некој друг проект кој успешно ќе го завршиме, па ќе бидеме наградени. Во секој случај останува за Карпош да видиме после 5 ноември имаме можности, немаме можности. Оптимист сум, верувам дека такво нешто може, затоа што навистина се работи за безбедност на децата. И се надевам дека во тој дел нашиот проект ќе има можност да помине и да го земе грантот. Па во секој случај ќе се слушнеме на 5 ноември, па може би ќе славиме. Секако. За неколку денови ќе стартува грејната сезона. Подготвени ли се училиштата за предстојната грејна сезона? Да. Тоа е редовен процес кој секоја година во текот на септември го реализираме, проверуваме, контактираме, споредуваме со она што имаме на терен, што можеме уште да добиеме или што е заостанато од сето тоа, така да насоките веќе се дадени и во текот на минатата недела и ова е извршено преглед на котлите, на она колку имаме, бидејќи кај нас е се комбинирано, па и грејењето, имаме газ, имаме дрва, имаме пелети, имаме нафта, така да се е во најдобар ред и се надеваме дека од 15 октомври кога почнува грејната сезона ќе стартуваме без ikakов проблем. Последниве неколку години драстично опаѓа бројот на учениците. Најчестата причина е иселување на населението, односно напуштање на државата. Имате ли податоци или барем ориентациони колку ученици минатата година се отпишале од вашето училиште заради одење во странство и продолжување на образованието во некоја европска држава?
Она што мене лично, кога дојде од 2012 ме зачуди, гледајќи ги годишните програми со цел да се запознам со работата на училиштето, во еден период училиштето имало 1700 ученика. За да во периодот кога ја дојдов имаше некаде околу 1100-1200 ученика и беше фрапантна бројка на недостаток од 600 деца. Тоа е огромна бројка во рок од некои 10-15 години. Што значи дека наталитетот е намален, има големо иселување и таа бројка е загубена во тој лавиринт. Од 2012 наваму, преку годишните програми и преку статистиките кои ние ги спроведуваме лични заради наши потреби, ние сваќаме дека секоја година ние имаме уствари многу помал прилив на деца и во континуитет. Во 5 години некаде 400 деца ги нема. Едноставно ги нема како бројка. 2012 стартувавме со 84 ученика. Кога направив анализа, сватив дека мене ромските ученици ми ги нема во училиштето. Дека тоа што се 84 се само македончиња. Ромчиња ги нема. Во соработка со невладини организации излеговме на терен и дојдовме до зачудувачка констатација дека сите тие деца се иселени. Азиланти заминати. Некоја бројка подоцна се враќа, ама тоа е многу мала бројка, од десетина деца, бидејќи на ниво на град ние имаме распределба правилна на таа бројка. Еве сега во овој момент, во 148 запишани првачиња во Браќа Миладиновци, вие имате 4 првачиња кои се редовно и 2 кои се прераснати, кои биле некаде и се вратиле и место во прво оделение да дојдат на 6 години, доаѓаат со 8, 9, па и 10. Што значи дека наталитетот не е единствената причина, причина е и оцелувањето на децата. Иако и двете причини се судираат на терен и таа бројка е навистина страшна. Ние за сега немаме проблем со опис. Кај нас описот е навистина и висок и добар и не се плашиме, но како одминува време, ќе дојде време кога и навистина ќе се плашиме. Не само ние, сите училишта на ниво на општина Куманово, затоа што тоа е секаде приметливо. Не е тоа само во Браќа, туку на ниво на општина Куманово. Претпоставувам и другите општини, барем колку ги следам статистичките операции во сите тие воспитно-образовни сфери, секаде има намалување. Каква е соработката во училиштата на релација наставник, ученик, родител, локална средина? Размислувам дали да одговорам искрено или да одговорам она што велиме политички. За да нешто биде на ниво на вистинска и правилна соработка, сите треба да имаме еден демократски капацитет. Очигледно е дека во нашето општество тој недостасува. И сите сме на некој начин субјективни. Родителите во однос на децата, наставниците во однос на сопствената работа, локалната самоуправа во однос на она дејност, бидејќи има многу школи, многу објекти, многу работа, многу проблеми. И сите тие ги решаваме онака како што дојдат, стихијно. Што мене ми е искрено жал. 2012 кога дојдов директор, формирав училишен парламент. Со една единствена желба, да учениците сватат дека се дел од училиштето, а наставниците да учествуваат во нивна работа, да ги правилно насочуваат и нели зборуваме за тоа да формираме логичко размислување, критичко размислување и во секој случај да децата ги ставиме баш на тој пат. Да бидат понекогаш и критичари на нашата работа. Не сме се исправни и не работиме се до крај онака како што е потребно. За жал, тоа тапкаше во место. Затоа што и децата нема голем интерес за да го унапредат воспитно-образовниот процес и она што нив ги интересира, тие беа заинтересирани само ама овој професор какви става оцени, ма овој попушта, ма овој не попушта, додека други наставници кои беа вклучени во тоа, па не дозволуваа секогаш за тоа, па мора и ова да се земе како тема и тој обид на некој начин стагнираше.
мојата констатација е дека демократскиот капацитет мора да постои прво кај возрастните, за да може да го пренесат на младите. А младите, во оној момент кога ќе им се пренаса, правилно да го насочат. Но не секогаш интенциите мои се совпаѓаат со интенциите на наставниците и на учениците, па и на родителите. И родителите се субјекти во однос на она што е нивното дете. Секогаш нивното дете е во право. И тоа е тоа. Едноставно, така функционираме, но се надевам дека со години и со упорна работа многу работи ќе смениме. Како наставниците во вашето училиште се справуваат со зависноста на децата, така да кажам, зависност на децата, учениците од мобилните телефони? Имаат ли проблеми на часовите, се исклучуваат ли мобилните, ги користат ли децата? Еве, има ли поплаки кај вас од страна на наставниците? Обично тоа се случува во прво оделение. Подоцна не. И претпоставувам дека со појаѓање во прво оделение тоа е и траума и кај децата и кај родителите. На кој начин ќе се справи со средината, дали безбедно ќе стигне ако оди само, дали во училиштето се му е како што треба јало, пило, па било настинато и не знам како. И во тој дел, во првите оделенија, навистина имаме проблем. Реален проблем, кој и родителите го разбираат. Не дека не го разбираат, а од друга страна, па и наставниците го разбираат. Сите ние сме и родители. Покрај тоа што сме наставници, сме и родители и успеваме некако да го избалансираме. Тој однос, понекогаш, да, се појавуваат одредени проблеми, но се надминуваат. И тоа е реалност дека и родителот свати, и наставникот свати, и детето свати. Затоа што вие имате деца кои толку тешко го прифаќа оделувањето од дома, разделбата со родителите, што телефонот му е како некоја врска измеѓу родителот и него и така го и чувствува. Па штета е во даден момент да месец-два не го истолерираш тоа, затоа што после си се дојде на свое место. Така да немаме некои големи проблеми во дел на мобилни телефони. Ако го има, телефонот од страна на наставникот се одзема, пост часовите се враќа, му се укажува на родителот и тоа е тоа. Проблемите во тој дел мислам дека се надминати многу поодамна. Она што е актуелно деновиве е дека владата и Министерството за образование и наука на СОНК му понудија зголемување на платите во образовната дејност од 10% од април наредната година. Барањето на СОНК беше зголемување на платите да биде онолку колку што беше зголемена минималната плата, односно до 25%. Кој е вашиот став во однос на предлогот на владата споредбено со барањата на СОНК? Ние имавме лани 5% и сега 5%, тоа се 10% и тие во април, како разбрав, покачување од 10%, тоа е некаде вкупно 20%. Реално, ако ги земеме потребите, тоа не е ниту големо зголемување, а од друга страна па не е ни мало. Ако земеме и во обзир дека 10 години нам платите не ни се качени. Значи, последно покачување на платите во секторот образование беше далечната 2007. А сега сме, богами, 2019 година. Значи, никакво покачување и сега доаѓаат овие 10, па уште 10-20%. Реков дека не е многу, ама не е ни малку. Ако ги земеме сите оние непродуктивни трошења во изминативе години и до оној степен на општествени услови во кои живееме, мислам дека ова е пристојно покачување кое би требало да има тенденција и да продолжи понатаму и на задоволство на наставникот, повторно да си го сака работното место, повторно да ја сака својата работа, од друга страна и самото општество ќе има корис и бенефит од тоа. Затоа што ние работиме со она што е најбитното на оваа држава, неговата иднина. И таа иднина мора да биде правилно насочена. Така да во овој момент лично мислам дека е добро да има покачувања и има. Она што успеав да го прочитам, не да го слушнам, е дека во најава има, дека ќе има и други покачувања, нема да се застане овде. Мора да бидеме трпеливи и да сватиме дека 13 години живеевме во една општествена алиенација, во една дезинтеграција, во едни толку непродуктивни трошења кои
да беа правилно насочени, денеска наставникот ќе беше и задоволен од своите примања и од својата плата и ќе беше достоинствен во својата професија. За жал, не беше така и се надевам дека и самите наставници ќе имат разбирање на моментот во кој се случуваат овие покачувања. Да се надеваме само дека нема да запре овде и дека ќе продолжи таа тенденција на општо задоволство, па и на нас како наставници и на самата влада на Република Северна Македонија. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување и се надевам дека во скоро време ќе има некој нов повод за ваше ново гостување во емисијата Став. Вечерва тоа беше последното признание добиено од Сојузот на просветни работници, една од најдобрите просветни работници во Македонија. Ви благодарам. Благодарам и на вас што ме поканивте. Тоа беше се вечерва. Вие останете со програмата на Телевизија Плюс. Се гледаме за 2 недели. Пријатна вечер.